Во овие моменти во Нови Сад со Свечена академија се одбележуваат 80 години од доселувањето на македонците во Војводина. Со слика и тон во живо веднаш одиме во Нови Сад. Таму се Мирјана Мирчовска-Јовановиќ и снимателот Кристијан Тодоровски. Мими, како тече одбележувањето и што овој настан всушност значи за Македонија? Така, Бубе, денеска овдека во Нови Сад се одбележуваат 80 години од населувањето на македонците во Војводина, каде што се това беше промовирана на една свечена академија, меѓу кои се говореше за културата помеѓу двата народа, соработката, а она што беше најинтересно е што се кажа дека се поголем интерес на оние деца кои се родени во Војводина сака да го изучуваат јазикот на нивните родители. Така да она што е првично е дека во 11 училишта се изучува македонскиот јазик, а се вклучени 350 деца. Денеска овдека на Свечената академија обраќање имаше председателот на владата Христијан Мицкоски, председателот на владата на Србија Ѓуро Мацут, како и председателката на покраинската влада на Војводина Маја Гојковиќ. Исто така обраќање имаше и Зорица Митровиќ, која е председателка на Националниот совет, и таа кажа дека 80 години не се само поминати години, туку тоа е веќе една традиција каде што има раѓање на нови деца, но не се забораваат корените од каде потекнуваат. Исто така и српскиот председател на владата и македонскиот споменаа дека најважно е да има голема соработка како што е помеѓу економијата, но и образованието. Исто така и српскиот председател на владата Мацут кажа дека секогаш македонските права овдека како малцинство ќе бидат исполнети, додека премиерот Мицкоски кажа дека ова е навистина добар пример за премиерот како треба да има една соработка помеѓу две држави, но и дека се уште постои пример каде што одредени држави не ги признаваат малцинствата во нивните земји, а тие држави не може да се каже дека се од големите европски земји со нивните политики. Да ги слушнеме тука изјавите на двајцата председатели на владата на Македонија и Србија. Балканот памети поинакви приказни од оваа тука. На држави кои не признаваат малцинства и во 21. век делови од народи кои се борат за човечки правдини. Таквите примери говорат за тоа дека не сите се дораснати без оглед на епитетите, членствата во организации или големината на државите. И можеби токму оваквите човечки приказни се наоѓа вистинскиот одговор на сите поедноставени представи за Балканот. Не во поделбите и стереотипите, туку во луѓето кои умеат да градат мостови, без да ги рушат сопствените корени и кои разбираат дека припадноста не значи исклучување на другиот, туку сигурност во сопствениот идентитет. Историјата не учи на една едноставна, но длабока вистина. Народите не обстојуваат само преку институции, територии или политички системи, туку пред се преку паметењето, преку јазикот, преку културата и вредностите што ги пренесуваат од генерација на генерација. Секој од нас има некој во Македонија и секој од Македонија има некого во Србија. Нашето пријателство го докажавме безброј пати кога тоа беше тешко пред 30 години, кога воспоставивме и формални дипломатски односи, го признавме името и идентитетот. Можевме да се потпреме едни на други кога пандемијата на ковид осветли всушност кои се вистинските пријатели. Така е, секако најголемата поврзаност помеѓу две нации кога културата ги поврзува. Тоа го кажа министерот за култура Љутков, кој кажа дека во Србија се отвараат многу културни центри каде што се негува и се соработува во културата, во различноста, но и сличноста. Слушнеме тука и неговата изјава. Ова е значаен момент и значаен јубилеј и од историски аспект, но и од, се разбери, и од културен аспект.
Македонците овде придонесуваат многу за мултикултурниот развој во Република Србија и се трудат да го одржат континуитетот во делот на македонскиот јазик, македонската култура и македонската традиција, и тоа е особено важно и за нас како македонци. Она што дава уште посилна потврда е присуството и на двајцата премиери, председатели на владите на Македонија и на Србија. Така, значи, во моментов се изведува и орото тешкото и оваа културна манифестација ќе продолжи овдека во Нови Сад, каде што помеѓу нели оние и младите играурци и од танец и помладите овде македонци кои што ќе живеат, ќе ја дознаат културата од каде што потекнуваат. Ви благодарам Мирјана Мирчовска-Јовановиќ и снимателот Кристијан Тодоровски од Нови Сад во живо по повод 80 годишнината од доселувањето на македонците во Војводина.